Ниче Димовски Македон. Најголемата вистинска тајна на светот. Издавач Ниче Димовски. Енграми записи. После дождот се појавува виножито, по бурата е мирно, по ноќта доаѓа утрото, по завршетокот доаѓа нов почеток. Непознат автор. Енграмот е запис на лентата на меморија. Енграмот потекнува од некаква аберација. Поимот аберација означува одстапување од нормалното или типичното, а во случајот на нанодианетика, аберацијата може да се свати како одстапување од разумната мисла. Енграмите се разликуваат од еден човек до друг и се засноваат на различниот начин на перцепирање. Ако во одредена ситуација некој се налути, за некој друг тоа може да биде смешно и тој воопшто нема да го запише на лентата на меморија како негативен запис. Некој пак тоа може да го перцепира сериозно и да се доведе во психотична состојба. На неговата лента на меморија ќе се направи негативен запис и истиот постојано таму ќе се препишува. Тоа ќе почне да му го одзема времето, да му краде енергија и неа ќе мора да ја надополни од некој друг. Сето ова ќе предизвика нервоза и таа ќе биде присутна во зависност од зачестеноста на препишувањето на записите. Не е исто дали записот ќе го препишувате на вашата лента на меморија секој 30 минути или еднаш во денот, месецот и така натаму. Нервозата ќе се зголемува или намалува во зависност од силината на записот. Посилен запис со силни емоции ќе направи поголеми проблеми од послабиот запис. Но независно од ова, секој негативен запис прави поголеми или помали проблеми, а понатаму тие предизвикуваат психосоматски пореметувања во организмот преку стрес, што е поттикнат со самото сеќавање на моментот што го поттикнал записот. Со една доживеана лоша случка од некој изминат период, постојано ќе навраќаат стресните мигови, се додека таа случка не ја заборавите или не направите бришење на записите по пат на простување. Некогаш се случува еден запис на лош момент да се избрише со уште поголем запис од уште полош момент. Тогаш сте соочени со поголем проблем и принудени сте да го заборавате помалиот. Спротивно на ова, потребен е само еден позитивен сигнал или извинување од личноста која е виновна за создавањето на записот, за да дојде до бришење на истиот. Тој настан ќе создаде впечаток дека записот воопшто и не постоел. Сигурно ви се случило кога сте се скарале со некого или кога ве повредиле, одеднаш во вас да настане бурна реакција со излив на бес и лутина. Нема поголема радост од таа кога на луѓето им се простува злото и на злото се враќа со добро. И нема поголема радост за оној кој тоа го прави. Толстој. По известно време, ако истата личност ви се извини и побара да ја простите, вие ќе го заборавите тоа. Тоа доаѓа од таму што на природен начин сте го избришале она што таа личност го запишала на вашата лента на меморија и тоа со само неколку зборови. Неколку зборови можат да ве разлутат и исто така, само неколку зборови можат да ве смират. Во детството записите најчесто ги прават најблиските, пред се родителите, потоа браќата и сестрите, роднините и околината. Енграмите од вашите родители се префрлаат на вас и на вашите најблиски. Доколку има разлика во љубовта што вие ја добивате и онаа што ја добиваат вашите браќа и сестри, тогаш ќе ве иритира нешто кај вашиот брат или сестра, само затоа што вие се пронаоѓате во тоа, иницирани од енграмите што ги имате во себе. Поради ова, кај вашите браќа или сестри ги забележувате сите работи што ве иритираат, затоа што имате исти или слични записи, несвесно наметнати од родителите. Токму затоа на својот најблизок му велите: наликуваш на мајка ти или татко ти, не знаејќи дека енграмите се пренесуваат генерацијски. Нашите родители овие енграми ни ги предаваат нам преку нивните зборови и постапки, а тие пак ги прифатиле од своите родители. Записите се пренесуваат од колено на колено со поколенија. Ако некој направил нешто пред 5 или повеќе поколенија
Истото може да го направите и вие, без воопшто да бидете свесни, бидејќи тоа се пренесувало преку зборови и постапки. Во вас има многу записи што потекнуваат од вашите предци и се провлекуваат низ повеќе поколенија. Доколку се потрудите, вашите деца да ги научат сите техники опишани во книгава, тие исто така ќе знаат правилно да се однесуваат во секоја ситуација од животот. Ако не ги научите на ова, вината е само ваша. Доволно е само една генерација да направи промена за целиот свет да навлезе во ера на хармонија, љубов и среќа. Затоа и Исус рекол, парафразирано: ако сакате да бидете мои ученици, откажете се од своите родители. До ден денес оваа реченица го возбудува секој кој ќе ја слушне, но ова не се однесува директно на нашите родители како личности, туку на енграмите што ни ги наметнуваат. Мал е процентот на луѓе кои не дозволуваат светот да ги програмира и да им наметнува секакви мислења за тоа што можат, а што не можат да прават со нивните животи, без да се плашат од осуда и подбив од околината. Не лутете им се на вашите родители или на вашите предци. Тие не се виновни што не знаеле за енграмите и записите. Веднаш прекинете го кругот на тие записи. Ако негативните записи продолжат да живеат во вас, сега откако научивте за нив и научивте да ги бришете, тогаш вие сте виновникот. Вие сте тие кои треба да вложите напор и да ги избришете. Запомнете, речиси сите психосоматски болести се последица на енграмите што ни ги испраќаат најблиските, роднините, околината, општеството. Еден збор може да создаде запис што ќе ве програмира под услов да го прифатите. Например, мрзлив, глупав, умен. Подоцна тој збор го прифаќате, се програмирате и постапувате во согласност со истиот, мислејќи само на него. Со зборот мрзлив се врзани многу слики на мрзливост. Неработник, не учи, лежи постојано. Мислата врзана за зборот мрзлив веднаш ги повикува овие негативности, а тие како слики ви поминуваат низ главата. Свеста нив ги прикажува како слики, а подсвеста ги прифаќа како наредба за остварување. Ние сме новата генерација која треба да внесе љубов и хармонија во своето секојдневие за идните генерации да бидат исчистени од невидливото зло, што само ние свесно можеме да го отстраниме. Неразумниот човек се жали дека луѓето не го познаваат, мудриот се жали дека тој не ги познава луѓето. Конфучије. Секогаш слушајте и гледајте што прават оние кои комуницираат со вас. Тие несвесно ќе ви кажат се за себе и за нивните родители. Енграмите се заразни, исто како и бактериите. Тие никого не почитуваат. Енграмите се пренесуваат од човек на човек, од родител на дете, се додека не се избришат од меморијата на единката. Записот е момент што содржи физичка болка или болна емоција и сите перцепции се сочувани на лентата на меморија. За секој човек најопасни се негативните записи што се стекнуваат при повреди, болести, сообраќајни несреќи, незгоди што оставиле последица на страв во неговата подсвест. Ова е природен процес, од кој што мозокот, односно подсвеста, треба да црпи искуство и да прави мисловни комбинации. Свеста буди емоција при сличен настан само за да ве заштити. Например, доколку сте биле повредени при сообраќајна несреќа, звуците како што се силно викање, сирена од брза помош, полиција, зборови кои биле изговорени, помош, човекот умира, крвари и слично, подсвеста ги регистрирала во енграмот и тие ќе представуваат заштитен систем за да не дојде до тоа во некоја друга ситуација. Ова е природен и нормален начин за заштита од страна на подсвеста, бидејќи таа секогаш се грижи за нашиот опстанок. Како што веќе е дефинирано, опстанокот е таа бесконечна поттикнувачка сила што е иницирана од подсвеста, но во ваков случај заштитнички настроената подсвест веќе ни создава проблеми. Проблемите се јавуваат секогаш кога ќе слушнеме некои од звуците што ги регистрирала подсвеста при несреќата. Овие звуци
го будат инстинктот и предизвикуваат приближно иста психичка, па дури и физичка болка во делот каде што била повредата – рака, нога, глава и така натаму. Доколку се совпаднат 2 или 3 звука истовремено, регресијата ќе биде уште поголема и пореална. Подсвеста ќе ви ги испрати психичките и физичките болки со намера да ве заштити од ист или сличен настан, за да не ви се случи повторно. Таа е несвесна дека ви прави проблем и дека кај вас предизвикува подсетување на лошиот настан со навраќање на истите душевни емоции што сте ги преживеале, со речиси истата физичка болка. Ова се случува кога некој вели: „Ке се менува времето, чувствувам болка на скршеницата“. Најчесто тоа е автосугестија, со иницирање на емоции од настанот, кога тоа се случило, со поттикнување на подсвеста. Секако постојат и одредени исклучоци. Целиот живот може да ве следат записи на страв, што како деца сте ги доживеале многу емотивно. Тоа може да бидат записи предизвикани од каснување од куче, змија, мачка, глушец или друго животно, потоа ако сте имале некаква несреќа или сте присуствувале на расправија меѓу вашите родители или пак некој настан што кај вас оставил длабока емоција. Таквиот запис може да предизвика пелтечење во текот на целиот живот или во дел од него. Исто така може да предизвика ноќно мокрење во кревет, вознемиреност и треперење на телото секогаш кога ќе слушнете силна расправија, моментална нервоза и нагон за викање, како и безброј други реакции што пак е индивидуално кај секој поединец. Но не е се толку црно и трагично. Природата се потрудила кај човекот да вгради систем за промена на неговата иднина од моментот кога тој ќе го иницира и ќе го побара тоа. Нам ни е дадено да имаме апсолутна контрола над својот мозок, мисли и тело, да правиме комбинации на мислите и да ги задржиме оние што нам ни одговараат. Потребно е да ги избришеме сите негативни записи, за да престанеме да живееме механички и повеќе да не бидеме марионети. Кога ќе ги исчистиме енграмите, ќе исчистиме и нашата свест, па таа ќе биде ослободена од сите негативни сопирачки во нашиот досегашен живот. Тогаш стануваме слободни и свесни за самите себе и за моќта што ни е дадена. Тоа се трите најзначајни работи: да се биде сега, да се биде овде и да се биде она што си. Не смееме да поминуваме низ животот како живи мртовци. Празен ум и подготвен ум. Ако вашиот ум е празен, тој секогаш е подготвен за што било. Тој е отворен за се. Сузуки Роши, учител по зен. Дента кога ќе ги избришеме записите од нашата глава, го прекинуваме процесот на патување на записите. Со овој чин, веќе наредното поколение, поточно нашите деца, ќе бидат чисти и ослободени од сите деструктивни записи. Веќе дознавте на кој начин сте ги стекнале сите негативни и позитивни записи во вашиот ум. Позитивните записи ви даваат поттик, надеж, верба и успех, додека пак негативните записи се најголемата препрека во вашиот живот. Ако како дете или возрасен ви рекле дека сте неспособен за пеење, цртање, играње и така натаму, сте се исплашиле и сте се почувствувале повредено, па тоа го прифатиле вашите мисли како реално. Тоа секогаш ќе го носите во себе, се додека не го избришете или не откриете дека сте способни тоа да го правите подобро од другите. Длабоко во секој човек постојат негативни записи што свесно или несвесно биле наметнати. Околината не убедувала и не навредувала дека не можеме, не знаеме, не сме способни, не сме разбрани, не бидува за ништо и слично. Во зависност од тоа колку сме поверувале во сето тоа и сме го прифатиле како вистина, толку потешко ќе го искорениме. За да го промениме убедувањето, потребно е еднаш за секогаш да го избришеме од нашите мисли и никогаш повеќе да не дозволиме да прифатиме други да не програмираат како што сакаат. Нашите животи се подобруваат кога ризикуваме, а првиот и најтежок ризик кој можеме да го превземеме е да бидеме искрени со себе си. Волтер Андерсон.
Секој човек е гениален, но и блокиран од самиот себе. Таков е се до мигот додека не го открие тоа. За да откриете како функционира несвесното програмирање кај вас, вкрстете ги рацете на градите, онака како што вообичаено го правите тоа, например десната преку левата, а потоа вкрстете ги обратно. Истото можете да го направите и со прстите на рацете. Вкрстете ги прстите од двете раце, а потоа пробајте да го направите истото со поместување на прстите за само едно место. Некои луѓе ова го прават обратно од вас, па дури и пишуваат со лева рака. Ке видите дека сето она на што сте навикнале го правите инстинктивно, а вториот начин е необичен, тежок и неприфатлив. За сите останати работи во животот е така. Кога еднаш ке бидете програмирани, тоа го правите во текот на целиот живот. Дури и без да бидете свесни за тоа, вие и понатамо ќе го правите истото, убедувајќи ги и другите дека тоа е најдобриот начин и дека нема подобар. Сега ти е дадена најголемата шанса да станеш тоа што сакаш, а не тоа што другите го сакаат. Искористи го правото на твојата моќна интелигенција. Биди она што ти сакаш да си. Бришење записи со простување. Мислам дека треба да простуваме и да помниме. Ако простите и ако заборавите, вие ќе го префрлите она што треба да го запомните во подсвеста. Тоа таму ќе остане и ќе гние. Меѓутоа дострел е умењето да погледнеме во она што го помниме и сознанието дека сме простиле. Фейт Болдвин. Простувањето е клучната работа што мора да ја научите и да ја направите, ако сакате да ја употребувате нанодианетиката. Доколку овој наслов го научите од збор до збор, без при тоа да го спроведете врз себе. Книгава веднаш подарете ја некому кој има поголема потреба од неа или читајте ја само за забава, а не за едукација. Сигурно и досега сте читале книги од аналитичка психологија и тие ве поттикнале да го промените животот, убедувајќи ве дека со тоа можете да добиете се што ќе посакате. Но ако во тие книги не сте се запознале со терминот простување како една од основните работи, тогаш резултатот ќе изостане. Поточно, постои можност за успех само кај оние кои во себе немаат омраза кон некој или кон нешто. Оние пак кои имаат навика на креирање негативна енергија во себе. Дури да постигнат минимален резултат на одредено поле, подоцна тоа ќе исчезне и веројатноста тие да постигнат големи успеси е премала, бидејќи не постои човек без негативни записи. Ова е нагласено за да може да разберете дека нема успех без простување и бришење на негативните записи од меморијата. Создателот на човековата природа се потрудил мисловниот процес да го направи како еден круг, така што не постои празен простор во кој вие можете да кажете: еве, сега нема да мислам на ништо друго. Дури и ништото секогаш е нешто. Колку и да се трудите да не мислите, во тоа никогаш нема да успеете. Вашата меморија, како една лента на записи, постојано се надополнува и надградува. Ова се случува затоа што капацитетот на мозокот е неограничен. Кај човекот многу лесно се меморираат лошите случувања, а истите претешко се забораваат. Такви се упатениот лош збор, навреда, подбив и сето она што ја повредува неговата душа. Погледни ги сега твоите мисли и записите на твојата лента на меморија. Ке се изненадиш од фактот дека еден ист запис си го презапишал илјадници пати. Дури и сега кога помислуваш на тоа, правиш уште еден запис. Убаво е ако запишаното е поттикнато од позитивен настан, но лошо е ако е создаден од негативен. Илјадници пати помислуваме на нашите неуспеси, грешки, животните промашувања, навреди, расправи и подметнувања, секакви недоличности, грубости и какви уште не записи. Никој не го прави тоа што самиот не го сака.
Доброто и злото не постојат надвор од она што не прави среќни и несреќни. Ричард Бах. Постојано се самоказнуваме, како да сме во пеколот, не гледајки дека рајот е насекаде околу нас. Само поради овај високиот процент негативни мисли кај сите луѓе на планетава, ние живееме во пекол на војни, загадувања, глобално затоплување и што ли уште не. Само осудата и самоказнувањето оди дотаму што некои записи целиот живот ги презапишуваме секогаш кога ќе се сетиме на нив. Тоа е совест и каење. Периодот на казнување некогаш трае предолго, што ги прави казните неиздржливи и ве држат во робство во текот на целиот живот. Понекогаш тие дела се толку неподносливи што многу луѓе кои направиле некаква грешка сами се пријавуваат и одат да ја отслужат својата затворска казна за да се ослободат од неа. Тие чувствуваат дека напнатоста и стресот ги повикува сите психосоматски болести кај оној кому му е дадено правото за мислење и кај кого е вграден системот за грижа на совеста. Но многу совесни луѓе и кога ќе ја отслужат казната, не може да се ослободат од мислите само затоа што овој тип луѓе се многу хумани и своето дело го направиле од небрежност или во афектна состојба. Така, тие ќе се обвинуваат постојано се до слушањето на овој текст. Оние пак на кои им се повредени емоциите, тоа го доживуваат тешко и бараат соодветна одмазда, несвесни дека со тоа повторно и повторно се самоказнуваат. Сето ова го црпиме и ни е наметнато од негативните случувања во нашата околина, и тоа го правиме свесно, дозволувајќи им на сите околу нас да не налутат, со што си создаваме негативен запис, кој што долго време ќе го вртиме во главата како мелодија која не весели, туку ќе не отруе. Негативните записи ни одземаат огромна енергија и време. Тие се најопасниот отров за нашата психичка, честопати и за физичката состојба. Неретко сте почувствувале како некој негативен настан ви ја одзема целата енергија и ве принудува да легнете или да седнете, а понекогаш и да паднете. Ова е сопирачката во вашиот живот на сите полиња и се додека не ја пуштите, ќе стоите во место и ќе назадувате на сите полиња. Психички, физички, здравствено, материјално, духовно, а сето она што толку го посакувате, ќе ви биде далечно. Сега слушнете ја и следнава реченица, а потоа за момент оставете ја книгата, затворете ги очите и почнете да пребарувате низ вашата лента на меморија. Најдете некој кому сте му многу лути, некој кој ве навредил, понижил, оштетил или некој кому вие тоа сте му го сториле без разлика на кој начин и почнете да размислувате. Оставете ја сега книгата во наредните неколку минути. Сега добро чувствувате колкава енергија и време сте му посветиле нему. Па ако навистина толку го мразите, зошто му подарувате дел од вашиот живот? Зарем вие се родивте само за тоа? Толку време не сте им посветиле на оние за кои велите дека ги сакате најмногу на овој свет. Дали знаете во што се состои парадоксот овде? Таа личност може би и не размислува за вас. Само вие сте и дозволиле да влезе во вашите мисли. Има примери кога некој понекогаш има омраза за личности кои физички го напуштиле овој свет. Да напоменам дека некои личности имаат потреба од туѓа енергија затоа што нивната им ја одзема некој од нивното обкружување. Тие според законот на природата, во која материјата и енергијата не се губат, туку само ја менуваат својата форма, трагаат по енергија за да ја надополнат изгубената која некој им ја украл нервирајќи ги. Не мора секогаш да значи дека тие се негативци, но во оваа ситуација можат да се наречат така, бидејќи дозволиле тоа да им се случи. Но постојат личности кои свесно ќе ви изнервираат за да ви ја украдат енергијата со која ќе ги подхрануваат своите лошоти. Овие луѓе се опасни. Одредени негативни настани исто така прават негативни записи, а такви се сите несреќи што ви се случиле во животот. Негативните записи многу едноставно ќе ги најдете на вашата лента на меморија.
Разбирливо е дека записите што секојдневно ви прават проблеми се најсилните и тие треба што побрзо да се избришат. Записот е како болка. Додека нешто ве боли, го чувствувате, а кога ќе помине по одредено време, веќе нема да се сеќавате на тоа. Всушност, записите се психичките болки во вашето тело, кои физички ги чувствувате и тие се предизвикувачи на сите болести. Посилните болки во вашето тело се одраз на посилните записи, а послабите на послабите записи. Сите болести, освен физичките повреди, во најголем дел се на психичка основа и се од психосоматска природа, токму поради негативните записи. Затоа и се вели дека сите болести кои што не можат да се лекуваат однадвор, се лекуваат одвнатре. Развојот, брзината со која болеста напредува и незината силина се одраз на силината на лошиот негативен запис. Се додека се спротивставувате или бегате од записот, тој се повеќе ќе ве прогонува. Потребно е да се избрише секоја грешка или настан што не може да се доведе во нормална состојба, за да нема постојани последици од истиот. Потребно е веднаш да се избришат негативните записи и на нивно место да се запишат нови, кои ќе ни го направат животот подобар. Секое верување што ве повредува со негативни мисли и чувства, колку и да е длабоко всадено во вашата душа, лесно може да се избрише само кога вие тоа искрено ќе го посакате. Измијте ја денес вашата душа од секое зло што досега ве оптоваруваше. Се може да се промени. Простувањето е свесно ослободување од нервозата и збонетоста, од завидливоста, омразата, стравот и сите зла што ги носи денешницата, наметнати најчесто од околината. Постојат 3 вида простување. Простување на оној кој ни сгрешил, ова е најчесто. Простување на оној кому сме му сгрешиле и простување на самиот себе. На почеток избришете ги оние записи кои најмногу ве оптоваруваат, но уште подобро е да ги избришете сите. Начинот на бришење е многу едноставен и нема што да изгубите освен да добиете. И при тоа ќе уживате кога ќе видите како со еден кажан збор лошите записи со стравопочит бегаат од вас. Ова запомнете го добро, за да не останат записи што ќе ви прават непотребни компликации. Човекот има природно вграден механизам што се активира кога треба да бидеме казнети за нашите лоши постапки кон некого, кон себе, или пак за постапките што некој нам ни ги направил. Овој сензор може да задоцни, но никогаш нема да заборави да не казни. Единствен начин да го деактивираме овој совршен систем е да ги избришеме сите негативни записи од нашата подсвест, за никогаш повеќе да не и додеваат на свеста. Сега да се повикаме на најубавиот закон на природата, за кој само нам ни е овозможено да го користиме – законот на простувањето. Тој закон ќе ја измие и ќе ја прочисти нашата душа без разлика каква е да е таа. Сместете се некаде каде што вам лично ви е најпријатно, во положбата што најмногу ви одговара, во просторија исполнета со тишина. Затворете ги очите и повикајте ги оние кои постојано ви прават записи. Сега со полугласни зборови или во себе. Кажете им искрено и со сигурен глас. Ви простувам и вие ми простувате. Одете во мир и нека и вам ви биде убаво како што мене ми е сега. Мир со вас. Себе си суди си секогаш построго отколку на твоите блиски, но ниту еден човек не го ставе на вага која е наменета за светците. Биди вешт и во тоа да си простуваш сам, речи си исто како што им простуваш на другите. Мод Паркер. Доколку имате посилен запис, проследен со силно негативно чувство кон некоја личност или од некого кон вас, повторете го ова со неговото име и замислете си како мирно се разделувате. Истото ова може да го направите и за себе. Си простувам за се што си сторив досега и простено ми е. Многу интересно е тоа што природата не надарила да простуваме за да не заштити од сите негативни случувања во иднина. Најинтересно во простувањето е тоа што кога еднаш ќе простите или ќе побарате да ви простат, нема потреба тоа да го повторувате.
Свеста тоа го наметнува на подсвеста и го прифаќа за простено, па веднаш ја извршува наредбата и започнува со бришење на записот од лентата на меморија. Од моментот на простувањето, секогаш кога во мислите ќе ви дојде личноста на која сте и простиле, доволно е само да кажете «Мир со тебе». Со изговорувањето на оваа реченица обновено е целото простување и процесот на бришење е неминовен. Моќта на оваа реченица сигурно ќе ви го промени животот и ќе започнат да ви се случуваат чуда. Ќе се ослободите од сите потенцијални болести затоа што тие ја црпат силата од вашите негативни мисли за околината и за вас самите. Замислените непријатели кои до вчера постоеја во вашиот живот ќе исчезнат како сенки. Оние пак кои ќе останат во вашата околина ќе ви станат најдобри пријатели. Чувството на простување за оние кои претходно сте ги мразеле ви буди нова хемија што е присутна во секој атом. Емоциите што претходно биле користени за да создадат негативни чувства, сега веќе почнуваат да создаваат позитивни чувства и ситуации, а вие ќе бидете исполнети со позитивна енергија и таа ќе почне да зрачи од вас. Никој не може да ги измери вибрациите во телото, бидејќи со нив управува подсвеста, а не свеста. Проверката дали записот е избришан е многу едноставна. Се додека личноста ви се навраќа во мислите, таа се уште е на лентата од вашата меморија и затоа постојано испраќајте ја во мир се до незиното исчезнување. Кога повеќе нема да се навраќа во вашите мисли, тоа значи дека таа личност е избришана. Секое намерно навраќање во мислите на личноста на која еднаш веќе сте и простиле, значи нејзино повторно запишување кај вас. За да не дојде до тоа, веднаш блокирајте го процесот на повторно запишување со зборовите «Мир со тебе». Најдоброто нешто во оваа техника на простување е што не мора да одите од човек до човек за да барате или да давате прошка. Непотребно е да молите некој да ви прости или да ја прифати вашата прошка. Тој секако ќе го почувствува тоа преку вашиот однос и вибрациите на позитивна енергија што ќе ги добија од вас. Можноста да се простува е најголемиот дар даден на целото човештво. Простувањето е најсебичното нешто на овој свет, затоа што сето она што им го посакувате на другите всушност си го правите себе си. Подсвеста функционира така што сите мисли и зборови ги извршува директно во прво лице еднина за што и да се молите. Затоа мора да внимавате и на мислите и на зборовите. Од сега внимавајте и на вашите и на тугите зборови. Се околу вас ќе се измени кога ќе се ослободите од креирање на негативната енергија. Сите ќе го забележат тоа, а вам ќе ви биде прекрасно. Слушајте ги другите, но не дозволувајте до вас да допрат нивните негативни мисли и зборови. Некогаш и да ви биде упатена критика, не заборавајте да извлечете поука од неа и да го почитувате секое мислење. Само добар пријател, оној кој сака да ви помогне, може да ве критикува и затоа не гледајте на него како на непријател. Бидете благодарни ако има повеќе такви луѓе околу вас. Тие ви помагаат да пораснете и да преминете во едно духовно ниво, кое што еднаш ќе го почувствувате, никогаш нема да се откажете од него. Запомнете дека пчелите го носат медот во устата, а осилото им е скриено. Ако се обидете да им го земете медот, ќе ве каснат и болката ќе биде ваша, а медот сепак ќе остане кај нив. Кој е овде губитникот? Ако им помагаш на другите, тие ќе ти помогнат тебе, може би утре, а може би и по 100 години, но секако ќе ти помогнат. Не може да се случи природата да не го наплати својот долг. Тоа е математички закон. Целиот живот представува математика. Георги Ѓурчиев. Во вашиот живот ништо не е црно или бело, туку такво го прави вашиот мисловен процес. Секогаш кога ќе се разболите, во мислите побарајте нешто од што мора да се ослободите, нешто што е производ на некаква омраза што ја носите во себе. Големите физички болки во телото се предизвикани од нешто за што веднаш треба да се прости.
Доколку кај некого се појави потреба од хируршка интервенција, тоа наложува потреба од ментално преиспитување на оној што треба да ја доживее. Некои луѓе кои доживеале хируршки зафат само привремено го решиле проблемот. Најопасно е ако тој проблем не се решил трајно и по известно време доаѓа до компликации на некој друг орган. Тоа ќе се случува се додека во мисловниот процес не се ослободиме од нешто што силно не оптоварува. Секогаш во позадина има некоја потреба за промена, сопростување од нешто од минатото. Кога некој ќе те повреди, добиваш реална можност за преиспитување на твојата духовна созреаност. Почетокот на душевната чистина е молчењето. Василije Велики. Ако не сте дораснати за ова, постојано ќе копнеете да му возвратите со иста мера. Во тој случај, тој е победникот затоа што сте дозволиле да ви направи запис, да ве програмира, контролира, да ви го краде времето и енергијата. Кога ќе се изнервирате од некого, не обвинувајте го него. Не е виновен тој штом вие сте му го овозможиле тоа. Избришете го веднаш од вашата меморија. Веднаш. Со бришењето информации, вие се ослободувате од вашето злобно јас. Тоа е единствениот дел што може да се оддели од човекот. Кога ќе го избркате од вашиот дом, ќе почувствувате големо олеснување, со постојани напливи на задоволство и среќа. Секогаш ќе се сеќавате на едноставноста на техниката за бришење информации. Ќе ја користите во секоја прилика и со задоволство ќе им помогнете на сите кои имаат потреба од тоа. За да се врати умот во оригиналната состојба на оперативност, потребно е да се избришат сите негативни записи. Секој кој ќе се ослободи од негативните записи, ќе забележи дека веќе не се разболува од ништо, па дури и од обична настинка. Кога човек е психички здрав, нормално е да биде и физички здрав. Човекот исчистен од негативните записи е ослободен од целата негова негативна енергија и може да се каже дека тој нема недостаток од енергија. Тој човек може да се нарече чиста душа и тој станува непристрасен мудрец кој со голема брзина оди кон совршено самоостварување, со помош на совршени записи за здравјето, богатството и љубовта. Нанодианетиката најлесно може да ја користи само оној кој има чиста лента на меморија, неоптоварена со негативни мисли. Ако не ја чистите вашата меморија, никаков космос и никаков закон на привлечност нема да може да ви помогнат. И не само тоа. Туку ќе привлекувате уште полоши работи, затоа што ќе знаете како функционира нанодианетиката, но негативноста на вашите мисли ќе привлекува уште понегативни мисли. Постапките на простување се поттикнати од моралните чувства на луѓето. Тоа се случува за луѓето да можат несебично да си ги олеснат најпрво своите страдања, а потоа страдањата на другите. Што и да правите, треба да знаете дека резултатите не доаѓаат веднаш, туку со трпеливост и упорност, поради што е важно да не се откажувате од замислата само заради тоа што решението ви изгледа далечно. Верувајте, тоа со сигурност е тука околу вас и чека да го пронајдете. Секоја вечер пред легнување избришете ги сите негативни мисли. Простете секому кој сакал да ве повреди со мисла, со збор, постапка. Убедете се дека неговата мисла е добронамерна. На тој начин нема да изостане успехот, а мирот во вашата душа ќе биде вашата најголема придобивка со усвојување и употребување на техниката на простување.